Почитувани новинари, денешната пресконференција е на една тема за Македонија многу значена, за жал и долга, 2 децении. Се однесува на македонско-грчкиот спор, кој што ни е наметнат од официјална Атина пред 22 години. Оваа тема поврзана е со едно скорешно интервју кое што имавме прилика да го видиме пренесено преку грчките медиуми, а дадено од страна на заменик председателот на најголемата опозициона партија во Република Македонија, господјата Шеќеринска, и поранешен вице-премиер на владата на Република Македонија. Во ова интервју, кое што е тема на денешната пресконференција, за жал може да се констатира дека преку грчкиот портал на Euroactiv, господјата Шеќеринска испраќа пораки до грчката, но и до меѓународната јавност, дека вината за постоењето и нерешавањето на овој спор е во најмала рака еднакво споделена и од страна на Грција и од страна на Република Македонија. Сметаме дека ваквите пораки од интервјуто на Радмила Шеќеринска се корисни за грчката дипломатија, но за жал се штетни за Република Македонија. Сметаме дека пораките со кои што се изедначува одговорноста помеѓу земјата на која што е наметнат спорот како Република Македонија и владата која што го наметнува спорот од страна на официјална Атина, Радмила Шеќеринска свесно или несвесно дава едно алиби за грчката дипломатија и дава дополнителен дипломатски арсенал на секој грчки амбасадор, на секој грчки министер за надворешни работи, да не мора лично да ја обвинува Република Македонија за своите позиции во овој спор, туку да ги користи зборовите на господјата Шеќеринска за обвинување на нашата држава. Грчкиот министер за надворешни работи Венизелос уште од денеска ќе има полесна работна задача, затоа што во средбите со своите колеги министри за надворешни работи од земјите членки на Европската Унија нема да мора да објаснува зошто само официјална Атина смета дека македонската страна е виновна за нерешавањето на овој дводеценејски спор, туку ќе може многу покомотно да каже дека таквите аргументи и тие ставови се изнесени од заменик председателот на најголемата опозициона партија, господа Шеќеринска, и поранешен вице-премиер на македонската влада. Затоа сметаме дека со ваквите пораки господа Шеќеринска, свесно или несвесно, и нанесува штета на Македонија како држава, на нашата дипломатија, на позицијата на Република Македонија во овој спор и за жал не успева да се издигне над внатрешно политичките калкулации, пресметки, критики и надпревар во Република Македонија. Надоместлива е штетата на секој или врз секој политичар во Република Македонија, доколку имаме критики едни со други по однос на некои внатрешно политички прашања за кои што имаме разлики. Но за жал тешко е надоместлива штетата што се создава на ваков начин по однос на надворешно политички прашања, во кои што 20 години забележуваме дека соседна Грција и покрај енормните разлики на внатрешно политички план има еден национален консензус и се говори во еден глас и со една порака и со една позиција, но пораките на Радмила Шеќеринска за жал сведочат дека македонците и Република Македонија заради такви политичари се уште немаат усогласен национален став и позиции по однос на ова за нас важно прашање. Она што зачудува во ова интервју, кое што се осврнува на повеќе области, и спорот со името и состојбата во внатрешна во државата, е што господјата Шеќеринска за жал не почувствувала потреба и не ја искористила оваа прилика, давајќи изјава за овој медиум, да ја спомене барем со еден збор пресудата од Меѓународниот суд на правдата, Врховниот суд на Обединетите нации, кој што, за разлика од господјата Шеќеринска, со една кристално јасна пресуда, ги потврди легитимните позиции на Република Македонија и со тоа даде меѓународно правен легитимитет на нашите ставови кои што ги имаме во овој наметнат спор од страна на соседна Грција. Со ваквото свое однесување и занемарување на пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг може да се претпоставуваат две работи.
Едната е дека или господјата Шеќеринска е преоптоварена и фокусирана само на внатрешно-политичките прашања во Република Македонија и не може да излезе над таа димензија, или пак да се предпоставува дека покрај Венизелос, Самарас и другите грчки политичари, сега и Радмила Шеќеринска станува политичар кој не сака или не чувствува за потребно да ја спомене пресудата од Меѓународниот суд за правдата во Хаг. И она што е трета поента која што може да се извлече од, за жал, ова според мене несоодветно и за Македонија неполезно интервју и пораки, е дека изјавите на Радмила Шеќеринска ќе бидат многу добар адвокат на грчката позиција во следниот период. Јас како поранешен министер за надворешни работи имав една таква прилика во 2009 година од тогашната колешка Дора Бакојанис да слушам цитати, изјави и ставови на еден председател на опозициона партија, Тито Петковски, кои што беа употребени за девалвирање на македонската позиција во грчко-македонскиот спор. Со овие пораки кои што Радмила Шеќеринска ги дала за грчката јавност, не би ме зачудило доколку вечерва министерот за надворешни работи Венизелос истите пораки на Шеќеринска ги употреби во комуникацијата со неговиот колега Поповски за да ја девалвира позицијата на Република Македонија. И сметаме дека треба посебно оние кои што извршувале високи должности во македонската влада, во нашата држава, да имаат навистина поголемо чувство на одговорност и внимателност во изјавите кои што се даваат за надворешно-политичките прашања околу кои што треба да имаме консензус и кои што се многу важни за нашето интегрирање во Европската Унија и во НАТО. Се прашуваме, и тоа е неодговорено до сега, кому му треба алиби за грчката страна, кој има потреба од создавање на дополнителни изговори за владата во Атина, токму сега 2 или 3 недели пред извештајот од страна на Европската Унија, кој што го очекуваме и сметаме дека сме заслужили да биде позитивен. Благодарам за вниманието, доколку има дополнителни прашања, повелете. Слободно. Тито Петковски и Влада Поповски, знаете на кој Влада Поповски, што беа на иста линија околу името, но не. Мене ме интересира дали ова интервју на Шеќеринска дадено пред или по подпишувањето на меморандумот во собранието со кој партиите се обврзаа да не го попречуваат со своите дејања и изјави евроатлантскиот партнер. Интервјуто, барем според порталот Евроактив и грчката страница на овој портал е објавено на 24 септември, така што испаѓа дека овој интервју е дадено после подпишувањето на овој меморандум. Во најмала рака објавено тогаш, кога е дадено, веројатно најдобро знае колешката Шеќеринска. Добро, благодарам за вниманието.